Можеме спектакуларно да го најавиме и новиот камбек на Елвир Мејкич. Елвир, како се чувствуваш денес? Добро вечер и на вашите гледачи. Ја мислам дека на вашата телевизија сум првпат, уствари, пошто е млада телевизија, не сум се појавил, може 10 години, после 10 години мислам дека ми е прво интервју. Фала што дојдовте на снимањето. Драго ми е да ве гледам млади лица, ентузијасти, дека естрадните телевизии и интересирањето за македонската музика е се уште активно. Фала ви што дојдовте. Како се осеќам, супер ми е. Екипата што е тука, сите ми се познати луѓе и добра екипа, така да супер. Која е највисоката цифра за изработка на песни? Аха. Знаеш си, преска спомна Пајак дека да спотовите може да бидат од наједноставни до многу комплицирани. Да, реално. Да речеме ние пред 10 години кога ги снимавме спотовите, сме знаеле да земеме еден автобус со статисти па да ги префрлиме у некој друг град кај што снимаме, така да тогаш цените биле другачи, денеска се другачи, зависи од тоа што сакате. И тоа најбитно од се е да имате екипа, значи некојаш не ни до парите. Најбитно од се е да имате добра екипа, добри луѓе кои си ја знаат работата, ентузијасти, некој што сака од тој производ да биде добар производ, а не само да дојде го сними и да се отиде како што прават повеќе. Значи со такви не работиме, затоа имаме добра екипа, добри организатори, добри луѓе кои се грижат за се околу спотот и тоа е тоа. Цените не се битни. Битно е тоа што ќе излезе, некојаш со малку пари добивате многу добар спот, а некојаш со многу пари не добивате ништо. Така да битна е екипата, битна е замислата на човекот кој го И песната. Што е најбитно, да, реално. Би сакала да слушнам ваше мислење, кои се вашите очекувања од овој спектакуларен дует? Пајак? Па сега мислам дека тоа што го имаме во план има се оствари. Мислам, се надевам дека има се оствари, сакаме малце да опфатиме та негова постара публика, што чува јас тука да ги вмешам малце младите, и така да склопивме на песна што е комерцијална, што е најбитно, ама го има тој стариот вајб што го... Да, ја овие денови, откако сум тука и откако шетаме со Пајак, се договараме околу спотот, седиме по некои локали, тек сега сватив дека ова што збори Пајак сакаме да фатиме по старата публика и он ја има по малата публика, по младата публика, тек сега сватив дека тие некои деца кои имаат, не знам, 10-15 години, мене уопште не ме познаваат. И кога ќе размислам малце, така и е, затоа што ја 10 години не сум се појавил на телевизија, ова ми е прва песна после 10, може и поише години. Така да, малце ми е необично кога слушам дека ја треба за постарата публика и така да, затоа што тоа не било така пред 10-15 години, ама е окей, сега е, да, тоа е логично. Мислам дека направивме добар спој. Екипата која ја правеше песната е горе-доле иста. Генерално Иван е продуцентот, Пајак умеша прсти у мелодијата, ја го правев текстот, Јован од Канада не караше што треба да тргнеме, што да убациме, така да горе-доле истата екипа, меѓутоа со нова енергија, нов вајб, мислам дека она што го очекуваме да им се допадне на публиката. Па ќе видиме понатаму што го правиме. Дали можеби очекувате дека песната ќе стане хит? Па реално видите, јас за ниедна песна која и да ја издавам, никогаш не мислам дека има постане хит. Тоа е, фактички, ние ваѓаме музика дека сакаме, дека тоа мене ми е љубов реално и тоа прамочи сакам. Ако им се допадне на народот, најбоге ти одлучува дали ќе е хит или не. Така да во нив е све. Мислам дека секој вади песна, пред да извади песната, смета дека е хит. И ги има тие очекувања дека ќе биде хит, иначе не би ги, затоа што ние имаме, да речеме, у компјутер 500 песни за кои сме мислеле дека не се хитови и не сме ги извадиле. За оние што сме мислеле дека се добри песни, дека у тој момент ќе залепат и публиката ќе ги сака, сме ги извадили и сме се надевале дека нашиот вкус, тоа што ние го сакаме и тоа што ние го осеќаме према песната, дека истото тоа ќе го сака и публиката. Така да,
така го прават и пеачите и продуцентите. Според нивниот вкус ја бираат песната и останува се надеваат дека ќе го погодат вкусот и на публиката. Исто и овој пат. Ние се надеваме дека ќе го погодиме она што ние го сакаме, дека ќе им се допадне и на публиката. Мислам дека ќе биде неверојатен камбек од твоја страна на нашата сцена и публиката тоа го очекува и со нетрпение чека да излезе овој дует. Имаме кратка рубрика 10 али, мислам дека ви е добро позната, па дали може да ве прашам неколку прашања. 10 ама е gold digger. Зошто? Така, реално. Видете, јас сум многу врзан со љубовта и реално, ако видам во момичето дека ме сака, дека ме почитува, од моја страна има добие се. Такви некои фаци не ми требаат во животот, така да мислам дека... Мислам, тоа е општо моје мислење. Елбер, твојот одговор? Истото прашање. 10 али што, али е gold digger. Мислам, нема што да се разговара. Јас сум малце поискусен од Фајак, така да, што се однесува до тоа gold digger, сум видел се свашта, тие работи не ме занимаат, и мислам дека се помалку ги занимаат и луѓето, поготово тие што се малце поискусни, пошто нема што да правам или нема што да барам од некој кој што е со мене ради некои други работи, а не мои лични вредности. Така. 10 ама секој викенд излаг. 10. Нешто немат врска. Зависи. Јас сум во врска, ама мене ми е баш окей. Ако знам дека и знам дека е... Ако знаеш газата на кафишот кај што Не, ако ги имаш камерите. Не, види, ако ме почитува мене, значи Кошо ме почитува, значи слободно јас имат потполна слобода, значи било каде да оди и со кого да излага, знам сигурно ми. Едноставно имам сигурност, така да мене тоа не ми пречи секој ден да излага. Дај Боже да излага. Елбер? Со тек на време и со тек на животот сватив дека љубовта и врската, без разлика дали е тоа љубовна врска, брак или пријателство, е стварно доверба. Така да кој сака може да излага и секој ден и секоја вечер, ако некој некого почитува. Тука првенствено ја нагласувам почита, едно кон друго, значи еден кон друг. Ако некој сака да излага, секој ден може да излага секој ден и апсолутно ништо да не се случи таму кај што излегол девојката или дечкото, а ако некој сака нешто да направи, не му треба воопшто излагање, значи може и поза изграда. Дали може би гледаш иднина со твојата партнерка, односно да изградиш фамилија? Добро прашање. Па ќе видиме, не знам. Елвир Фајак, ви благодарам што бевте дел денеска со нас. Ви посакувам многу успех и песната на вистина да ги исполни сите ваши очекувања. Се надевам дека ќе слушате у кола и доека се туширате дека ќе пеете. Фала ви многу и да ме